Околу 2000 матуранти од источниот регион денеска го полагаа вториот екстерен матурски испит. Идните академци одговараа на прашања по математика и странски јазик, со надеж дека ќе поминат добро. Добар успех. Надевам се дека ќе поминам добро. Искрено. Како поминавте првиот екстерен испит? Што полагавте македонски? Македонски супер, лесни беа прашањата. Одлично. Во Штип, државни испити се полагаше во 3 училишта, а проверката течеше нормално. Во гимназијата учениците избраа математика, англиски јазик и германски јазик. Германски јазик полага 14, математика полага 9 и останатите се англиски јазик. Од нашето училиште полагаат 104 ученика, од кои што 97 полагаат англиски јазик, а 7 ученика полагаат математика. Исто така во нашето училиште еден ученик од текстилното полага англиски јазик и 16 ученици од Спортската академија полагаат англиски јазик. За разлика од останатите, речиси сите матуранти за државен испит се пријавија во Средното медицинско училиште Јане Сандански. Во Средното општинско училиште денес учениците го полагаат вториот дел од екстерниот испит од државната матура. Го полагаат предметот англиски јазик. Вкупно ни се пријавени 201 ученик, од кои што 192 се редовни ученици, а 9 од нив се вонредни. Започна полагањето, учениците влегуваат во просториите под посебни протоколи. Пандемската учебна година беше предизвик и за наставниците и за учениците, но министерката Царовска сепак очекува добри резултати и знаење. Јас најпрво сакам да им честитам на оние кои што го завршија првиот екстерен испит на 5. Денеска исто така имавме тестирање. Им посакувам среќа и успех на сите ученици и очекувам да ги постигнат резултатите за кои што верувам дека ќе ги постигнат како високо ниво. Годинава наставата се одвиваше според посебна програма, а на ниво на држава клучниот испит денеска го полагаа над 15.000 матуранти.